Кој е клучниот момент еден врвен стратешки планер и економист да се вклучи во Ред за Куманово? Зошто некако се сложивме на оваа нормализација на односи и процеси во општината, кога сите сме добро свесни на аномалиите? Кој е или треба да е најодговорен за слабите резултати во менаџерскиот тим на една градска средина? Како замислувате да се случат какви било промени преку независна листа, а не етаблирана партиска машинерија? Млада месечина во Стрелец делува одлучно, експедитивно и преку дела. Дали сте навистина таква, Ивана? Ја прво мора на почеток да напомнам дека ја не сум политичка личност, значи не сум од милје на политику, не сум се занимавала с политику, само сум, да кажемо, на некој начин пасивен посматрач и живеач на овој политику што ни се дешава. Просто сматрам дека за политику, да се бави некој с политику, треба да биде или да има дугогодишно искуство у политички активности или да има соодветно образование. Ја немам ни едно ни друго. Јас сум економиста. Меѓутоа, јас сум у исто време и граѓанин на овој општество кој што е сведок и кој што гледа што ни се дешава околу нас, у какви услови живееме и на кој начин ни функционира општество. Значи, тоа е тој зов кој што ме повикува, тој повик да кажа, кој што ме повикува да се приклучу на едну иницијативу како што е Ред за Куманово. Значи, првично мора да нагласу поради интегритет, личен интегритет на лидера, односно на некога што се одважија да ga започне тој такво движење и да има дигнитет, волју, иницијативу да нешто смени. Просто ја препозна у овој иницијативу, у овој движење, идеju и што е најбитно потенцијал дека нешто можда може да се смени и дека треба да бидеме сви дел од таа промена. Лицемерно е според мене на крај на ден да гледамо град у кој што сме се родиле, у кој што живимо, да се претвара у нешто што е претворен сега. Но што мене ме придвижува е желја за успех. Ако само зборимо теоретски за тој. Ја стално и своји деца ги саветую, има тежак, има лак пут. Ми мора да се одлучимо по кој пут ќе идеме. Тежак пут значи убав резултат, али е тежак. Захтева многу труд, многу одрекнување, многу залагање и у даден момент значи екстра напор, односно стално екстра напор. Имамо и лесен пут. Он е многу лесен, али крајен резултат е неубав. Прашање е што ми сакамо да постигнемо, каков резултат ми сакамо да имамо и како да го постигнемо тој. Најбитно е да поставиме цилј и алатке со кои ќе дојдеме до тој цилј. Значи, ни малце не е лесно да се одржи кариера, да се одржи семејство, да се деца изведат на прав пут. Тоа е изузетно тежак цилј, да кажу, и тежак просто процес да се све тоа истера, меѓутоа има начин. Начин ga наоѓаме сами. Има некоја, да кажу, унутрашња сила која што треба да не води. Кад знаеме што ни е цилј, ми лесно најдемо и средства да го оствариме тој цилј. Пак ќе кажу, пут до тој не е лесен, али е изводлив. Можда можу да кажу нешто уврску и со моје образование, многу слично со тој. Јас сум се запишала како студент на Београдски универзитет 2002 година, каде што се запишале 2500 студенти. Јас сум просто у тој даден момент мислела дека сви повише знаев, да не го спомнам тој јазичку бариеру, пошто нели запиша се факултетот страну државу, работи се за Србија, меѓутоа ми српски јазик кога god да ни е близак, не е едноставно да се комуницира и да се збори на тој јазик како што збориме на мајчин јазик. Запиша се, гледам 2500 луѓе, тоа е огромна маса на луѓе. Си мислу, сви су бољи од мене, сви болje знаев од мене, ја веројатно треба да се откажа од ова. Вратиш се на цилј. И тоа што и ден данас кога памту, што ме наводило сви тие година, да кажемо, да сам дошла до крајен цилј, дека ако се откажу,
ја сваки пат ќе га право тој, сваки пат ќе се откажую и никад ништо нема да направам. Ако ми е cilj бија да завршу факултет, да го завршу урок, да завршу успешно, значи ја просто мора да употребу труд. И на крај се тако и деси. Од 2500 студенти ја дипломира 4-та генерацију. Има една стара изрека, вика усе и у своја клюса. Значи, кад веруеш у себе, кад веруеш у свој труд, кад уложиш доволно труд, резултати су неизоставни. Почнала сам да работам како обичен приправник, да кажам. Значи, нели, у тој време, у наше време, беше битно да те викнев на интервју. Дали опште ќе те викнев на интервју? Значи, добие фирма преко 200-300 CV-а, па е прашање дали ќе те викнев. Па кад ќе те викнев, молиш се да пројдеш добро, па док да добиеш, нели, работну позиција. Нели, ми кад ќе завршимо, малце е проблем тој што доста млади луѓе мислат дека ако заврши факултет, они треба да бидат одма на некакви високи позиции и така дали. Просто услови каде нас се такви дека ми праксу на факултет немамо. Не збору за Македонија, ве такое слично нешто и у Србија. Значи, пракса нема. Ми смо теоретски подковани, меѓутоа ми у праксу не можемо, односно не сме спремни ништо да направиме. Пракса се стекнува. Никој на мене не е бие у позиција да ми нешто сервира, да ми нешто пружи, да ја. Значи, цел тој пут, корак по корак сам га изодила сама. У смислу дека сам почнала како сметководител, не чак ни како сметководител, не како приправник, пошто ипак сметководство е нешто што треба да се научи, има вештина, има знање кое што треба да се стекне. Па сам почнала на прв степеник, па после тој иде втор степеник, каде сам специјалист за финансија, све док не сам дошла до момент каде сам ја менаџер за финансија. И од све тој, најубаво е кад ќе погледнеш назад дека тоа е стекнато степеник по степеник, дека е тој заслужено само со сопствен труд, нема боли осеќај просто тој. И у приватен живот, па и овој движење што сакамо, нели, да имамо идеju, има потенцијал, меѓутоа треба многу работа. И не веруju дека е тој немогуќа мисија, напротив. Значи, сега сам ја опозицију, како некад кад сам ја била од другу страну, каде што сам ја била таа што интервјуирана, што има у себе волју, желју, ентузијазам да биде примена, да покаже све што знае. Сега само од обратна страна. Сега каде мене на интервју, кад треба ја да приму луѓе за мој тим, доваѓав млади деца, кои што су ја, кад сам некад била пред, ајде да кажу, не цели 20 година. У суштину, мене најбитно ми е, затоа што ја пак ќе кажу, јас сум свесна дека тие деца праксу немав. Мене ми е просто у цело тој моје интервју ја избегавам стручни прашања, освен ако не се работи за некакво повисоко позиција, каде што треба, нели, експертиза и знање од област каде што веќе се работи за повисоко позиција. Најбитно ми е да препознам ентузијазам, затоа што кој сака, кој има волју, ќе научи. Само таква ситуација била и веројатно ќе има и натаму такви ситуации. Тој интервју ја давам приоритет на волју на кандидата, на тој какви ја не можу на интервју, нели, да ги виду свите когнитивни способности, меѓутоа сакам највише да препознам ентузијазам, да покаже желју, да покаже волју, и ако ga има тој, покажало се е дека е такој. Штом има волја, штом има ентузијазам, сигурно ќе има резултат. Резултат нема да изостане. Ја никад не сам сакала ајде да кажу, да работи у државен сектор, увек ми ја бија предизвик приватен сектор. Мислам дека тамо може да ги искажеш сви своји способности на бољи начин него што тој може у државен сектор, нели? Сви овие години своје, да кажу, сознание за државен сектор га немам директно и лично, него преко луѓе со кои што сум у комуникација. Ја би ги охрабрила свите млади луѓе да имав определење како што сам ја имала, затоа што и сега у овие услови мислам дека е тој болја опција, дека многу подобро можев да ги искажев своји способности и дека можев да направив поголем успех. Таму се вреднува
лична способност. Тамо се вреднуев изразени когнитивни способности. Тамо не се напредуе дали си на некога, дали си на едну партiju или на друго. Оној што мене ме, да кажу, и на некој начин загрижуе и против што би сакала да едноставно да се бору, е мајндсет на млади луѓе дека само преку политичку партија можев да имав некакав бенефит во живот. Тоа е да не кажу жално на некој начин. Приватен сектор има широку структуру на сви позиции, од најниску до највисоку. Ја само викам дека ја би ги охрабрила млади луѓе да ги покажев своји способности у приватен сектор. Дека треба да ga надминемо оној момент кога што нели државно е сигурно. И у приватен сектор е сигурно. Ако не е една фирма, ќе биде друга. Значи ти своји способности ги носиш со себе, не ги оставляш у фирма у која што работиш сега. Да ga надминемо оној момент кој што сега имале наши родители дека треба да се дочека пензија у фабрику или у фирму кога што си почнаја да работиш. У реду е да некој има афинитет и за некакво работну позиција у државни институции и тоа е сасвим легитимно и тоа е у реду. Али ми такој треба да се односно млади луѓе, они такој треба да се определуев. Значи, али не на базу дека ако легну у партија ќе имам какву такву позиција. На какву такву позиција ти прво нема да си среќен, нема да си испунет, нема да ти да направиш нешто првично за себе, а после и за општество. Ми, како што ја веќе на почеток кажа, свесни сме дека град, односно наше општество има многу проблеми за кои е више и досадно реално да зборимо и што пре, то боле би било да почнемо нешто да правиме. Ми сме сведоци и стално слушамо општина има изузетни достигнувања у наплату на данак, дека е финансиски стабилна, дека има доделено буџет у однос на финансија и така дали. Меѓутоа ми нигде тој ефект како граѓани не го гледам. Оно што ми гледамо, тој су проблеми еден куп околу нас, а немогуќе да не се запрашамо куде се гледа тај финансиска ефикасност на општина. Куде да го видимо ми тој ефект? Како да го видимо тој ефект? Куде и да се завртимо, имамо нерешени проблеми, а у суштину смо финансиски многу стабилни. Мене ми е многу лесно да зборам со бројки. Ја како економиста, ја можам многу лесно да направам стратешко планирање, да кажемо буџет за наредну година. Тој не е едноставно, ја викам лесно. Лесно е под услов да имам ја сви потребни информација. За да се направи еден добар буџет, еден добар план, еден добар проект, потребни су адекватни информација, прави, исправни и колку што е можно прецизна информација. Значи, ја го планирам наредну годину, право буџет за наредну годину и тој буџет ќе се оствари или ќе има многу мали отстапувања од тој план само ако менаџер за продажба ми даде прецизна информација. И онда ми каже за тој извесен таргет мене су ми потребни дополнителни ресурси или имам доволно ресурси или ми смо како тим за продажба у преговори за големи проекти, тој ќе ни донесе толку продажбу, значи состои продажба ми ќе го испунимо таргет. Од друга страна, менаџер за логистику ми даде податоци дека они располагав или не располагав с доволно ресурси да го поддржив тој продажбу. Дали може да има потребно ново возило, може да има потребно надворешно ангажирање на транспорт, може да има потребно дополнителен простор и едноставно ми давав конкретни, јасни, прецизни информации за да ја може да ги уклучи у тој буџет. Тој пресликано на град значи дека добро стратешко планирање може да се направи под услов да имамо луѓе кои што су компетентни, поставени на соодветни позиции, со соодветно експертизу и можев да дадев детални и тачни информации кои што нели натамо ќе послужив да направимо еден буџет од кој што ќе има минимални отстапувања. Јас употребувам збор буџет, али битно е да дојдемо до крајен cilj и да од тој наш зацртан cilj нема многу отстапувања. Потребно е да се почне од темел. Според мене, тој темел значи да се почне
од ljudski ресурс адекватно според компетентност. Само на тој начин ми може да имамо успешно остварување на цел. Значи, ми зборимо, имамо нефункционалну сообраќајну сигнализацiju, ми имамо дупке на улице, ми имамо инфраструктурни нерешени прашања, имамо паркинг проблем у град и све тој. Значи, ми зборимо за тој, а што правимо? Од куде треба да почнем? Значи, просто не може, не знам, градежен инженер да даде адекватно решение за проблем со сообраќајна сигнализација. За мене е базично, за да почнев да се решава проблеми, да биде адекватно поставена структура. Како што кажасмо, проблеми има многу. Има и решенија за проблеми, али су у најголем дел само наративни и само предизборни. Значи, ми секој овој време на вештачка интелигенција, време на изузетен напредок на технологија, уопште не треба да зборимо за дупке на улице, не треба да зборимо за смет свугде около нас, значи тој уопште не треба да го доведуваме у прашање, али просто сме у ситуација кад треба да го решавамо и тој. Нудив се многу решенија, не се спроведени едно на крај на ден и сме сви сведоци на тој. Ја пак ја направо едну аналогија со фирма. Значи, кој го има одговорност дали фирма ќе работи добро или нема да работи? Тој што ga бира менаџера, односно лидера на фирму и сам лидер, кој што е изберен да го води фирму на најдобар начин. У случај на фирму, менаџера ga бира собственичка структура или собственик, у зависност дали е еден или повише. Пресликано на град, значи одговорност го имамо ми, граѓани, како бирачко тело, и тој што го изберемо како менаџер кој што ќе го води град. Наша одговорност е да изберемо некога за кога треба да имамо основано мислење дека нешто ќе направи, дека ќе ги спроведе решенија кои што треба да се спроведат, за да ми сви како граѓани имамо еден поквалитетен начин на живот и едно општество кое што не стагнира, него иде напред и се развива. Просто остварува известен раст и развој. Одговорност на тога што треба да го води фирму, односно што треба да го води град, е у тој првично дали тој некој бира да биде лидер. Дали бира да постави структуру која што е функционална и која што ќе донесе резултати. Дали бира на клучни позиции да се поставив адекватни кадри. Затоа што само на тој начин може да се постигне добар резултат, позитивен резултат. У фирму тоа е профит, у град тоа е квалитетен живот на граѓани. Значи, ништо без тој не може да се постигне. Тој што е изберен да менаџира, да избере дали ќе биде лидер, кога што ќе го следив, чишто идеја ќе се следив, ќе се имплементира, ќе се направи раст или ќе имамо негативен ефект, негативен резултат. Ми веќе можемо да го видимо, ако се вратимо година наназад од осамостојување на Македонија па навамо, значи ми можемо да видимо што прави машинерија на политички партии и докуде не доведе машинерија на политички партии. Стави сме у еден зачаран круг. Машинерија кој што го креирасва политички партии го направи тој. Кад би можда политички партии повише биле фокусирани на развој на економија, на ширење на приватен сектор. Ми имамо потенцијал за развој на економија. Кад би се држава фокусирала на раст на економија преку извоз, преку производство, Македонија има потенцијал за тој. Политички партии, нели, кад би ишле управа за да се развива туризам у Македонија, ми би имале сигурно многу поголем потенцијал, многу повише отворени врата за луѓе да можев да се определив, нели, дали сакав да работив у приватен сектор или у држава. Ефекти од тој партизацију, масовно партизацију, ми веќе можемо да ги видимо. Гледамо го резултат, сви го видимо резултат дека не идемо у просперитет, него идемо у стагнација. Мора нешто да преземемо. Уопште независен кандидат, независна опција не е некаква мистерија. Не е ништо на што треба да гледамо
како чудо, како нешто мистично, како нешто непознато, како нешто. Напротив, треба да видимо потенцијал. Треба да видимо движечку силу, односно сила која што ќе проба да не изведе од тој момент на стагнација кој што ga имамо сега. Млади деца сега во овие услови живеев едно детство, ја не сакам да споредую детства. Значи, свако детство е убаво на свој начин. Не може да кажу дека ми генерација 70, 80, 90 сме имале побаво детство него што го имав овие наши деца сега. Свако детство си носи своју известну убавину и сви се радо сеќамо, нели како не е било убаво кога сме биле деца. Сакам да потенцирам услови општествени, културолошки у кои што раснев сега овие деца. Значи, наше детство е било многу помалце политички обоено, многу помалце еродирано, чак што више било е здраво. И мало е систем на вредности, и мало е систем на принципи. И тоа е тај разлика. Не е разлика у тој дали е некое детство убаво и веројатно наши деца, кад ќе дојдев на наша возраст, ќе се сеќав со убави емоции на нино детство. Нино детство испунето со технологија, со TikTok, со Facebook, со Instagram. И тоа е убавина на нино детство. Наше е било жмурка, ластика, игра пред зграду. Тоа е било убавина на наше детство. Меѓутоа, оној каде јас сакам да направу разлику на детство е околности општествени, културолошки у кои што смо ми раснале, у кои што раснев деца сега. Премногу е политички обоено, премногу е девалвирано општество сега. Тоа е главна причина за која што многу луѓе одлучуев да се иселив од туја и да просто тражив болju опцију. Не треба ми да се враќамо на прошлост и да пробуемо да вратимо како некад е било све убаво, некад е било. Не. Треба да ги задржимо вредности и да се адаптирамо на овој сега на овој технологија која што иде галопирачки. Не можеме да се доведемо у ситуацiju каде у предизборну кампању, како пример ќе го дадо школа у Пуковско, основна школа у Пуковско, каде што се носив материјали, да се подобрив услови на тој школу и после завршување на избори све е у застој. Значи, тоа е просто вреѓање на интелигенција. Тоа е просто едно најниско ниво на функционирање. Значи, не можеме да ударамо на образование. Значи, тоа е една круцијална гранка, значи една круцијална област која што треба стално да се унапредуе, а не како каде нас што се дешава да се или просто најмалце или уопште не се посветува внимание на тоа. И можемо да правимо фарсу пред избори, у предизборни кампања да правимо фарсу, да ми носимо материјали, дека ми нешто ќе градимо, а после избори да остане в основни школе кој што се греев на дрва, значи каде што нема основни работи за адекватно функционирање. Тоа е според мене тој најголем проблем. Ама предуслов за функционирање на општество е, значи, стабилно и напредно образование. Предуслов. Крај. Нема натамо повише.